Средношколскиот дом во Гостивар во септември ќе ги дочека учениците во Ново Руво. Во учебната година во која поради пандемијата интернатот го намали сместувачкиот капацитет, беа извршени повеќе зафати за подобрување на условите за престој на децата. Во собите има нов инвентар, реновирани се тоалетите, уредена е просторија за пинг-понг, променети се прозорци и врати, а актуелно се прават и други инвестиции. Денес во посета на интернатот беше заменик министерот за образование Арафат Шабани. Ние као министерство имаме 18 интернати, вака ученички домови во рамки на Републикава. Сме инвестирале до сега околу 50 милиони денари во инвентарот. Сега моментално течат инвестициите во кужинскиот дел, во кујна, во апаратури во кујна, и така очекуваме од идната учебна година сите интернати да имаат посовремени апаратури за делот од јадењето и исхраната за учениците. Директорката од ученичкиот дом од Госе е една од примерна што сите други директори можат да ја следат, да се види иако министерството инвестира, она многу добро, успешно ја менаџира целата работа и ги аплицира овие иновации. Во овие години сме вложиле, кај што сме стигнали, промена на вратите, прозорите, настојуваме да им нудиме што подобри услови за сместување, за исхрана и други простори за забава и за други спортски рекреативни активности. По завршувањето моментално се работи на машкиот дел и натаму имаме проект за подобрување на условите во дворот и се надеваме и фасадата за да биде целосно како што наликува на еден ученички дом. Средношколскиот дом во Гостивар има капацитет да згрижи околу 300 ученици во посебни делови за машки и женски. Како што информираше директорката, конкурсот за сместување е објавен и пријавувањето тече. Постои опција да се аплицира по електронски пат, но средношколците кои се заинтересирани да престојуваат во интернатот може и да го посетат за да ги разгледаат условите.